Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте на YouTube каналот на Слободен печат. Ова е емисијата Попкаст. Јас сум Мартин Богатиновски, а со мене вечерова во нашето студио е јеромонах отец Атанаси Арсовски од Скопската епархија, која е старешина на Марков манастир. Отец Атанаси, добре дојавте и мило ми е што сте денеска тука со нас. Благодарам за поканата. Како што реков во најавата, вие сте старешина настојател во Марковиот манастир, таму служите литургија редовно. Тоа значи дека можеме да ги побиеме оние шпекулации кои што во последно време се шират и на социјалните мрежи од луѓе кои што тврдат дека биле таму, а затекнале затворени врати во Марков манастир. Значи Марков манастир си функционира како што се функционира, само што веројатно треба да го погодат моментот кога да дојдат, нели? Веројатно биле во термин кога немало никој. Инаку си функционира манастирот. Јас таму служам од 2012 година и редовно секоја недела и празник има литургија. Има посетеност? Има, да. Особено и од странци гледам дека Посетеност на богослужбите или вака како прашувате? Па ете и на богослужбите доаѓаат ли? Да, на богослужбите доаѓаат. Фала му на Бога има. Луѓе? Да, кога сме веќе кај Марков манастир за тој можеме да зборуваме со часови па и со денови. Да. Нели затоа ќе скратам приказната, но ќе ги потсетам гледачите дека станува збор за една импозантна градба, за мене една од омилените манастир од 14 век. Да. И така што кога ќе можете посетете го и на литургија. Кога сме веќе кај градбата, знаете што сакам да ве прашам, зошто во денешно време не се градат такви манастири? Немаме доволно квалитетни градители како што сме имали во 14 век? Или е нешто друга приказна? Не се градат во смисла на изглед или на изглед, квалитет? Таква камбанерија, таква архитектура, Секое време има свој стил, своја архитектура. Сега за однос на квалитетот на материјали не би можел да зборувам тука. Меѓутоа стилот и внатрешен и надворешен, фреско живописот, градежниот стил на храмот и така натаму. Секако дека се фасцинантни. Сите тие кои што ги гледаме од постари периоди. И сега поминале 7 века, 9, 10, конкретно Марков 7, меѓутоа ние во Македонија имаме изобилство на такви цркви и манастири. И сега можеби после 7 или 9 века некој за овој период ќе каже за денес изградените цркви, така ние обично од оваа перспектива, дистанца од неколку векови го кажуваме тоа, меѓутоа и не фасцинира фактот што се сочувале. Тоа е. Се сочувале, гледаме толку векови и можеби мислиме дека не може и денешниве да се сочуваат, но за тоа ќе треба идните поколенија да кажат. Да. По 7 век. По 7 век. Да. Знаете, кога човек ќе дојде в црква, ќе запали свеќа, формално е православен верник, но да речеме дека не води некој си црковен живот литургиски. Но си ја почитува верата, пали свеќа повеќе механички со на познатата реченица за здравје, нели? Ме интересира дали таа негова кратка молитва за здравје ќе пристигне со иста брзина до онаа адреса каде што треба да пристигне во споредба со оние верници кои што се молат и што водат навистина литургиски живот црковен, кои што се посветени. Дали и тоа само тој момент на палење свеќа за здравје е доволно за човек да очекува молитвата да проделува? Па вака се тоа соодветно и на духовната возраст, би рекол. За се си има свое време, своја возраст, исто како што го има тоа во телесното растење и телесниот живот. Знаеме како функционира тоа и не може некој од градинка да дојде на факултет. Така и тука, и тоа е прашање на растење. Не можеме да кажеме ние сега да класифицираме, па на овој му фаќа молитвата, на тој не му фаќа молитвата. Прашавте дали е доволно.
според степенот на возраста на која што се наоѓа, се разбира дека се е доволно. Истовремено може да кажеме дека ништо не е доволно. Дури и овие што ги спомнавте, состојби кај редовен црковен живот и така натаму. Сепак Бог ја гледа намерата на срцето. Тоа е многу важно. И кога срцето трага, кога ќе кажеме по Бога, тоа е по смислата на животот, по изворот на смислата на животот, изворот на животот, така. И кога го интересираат и ќе почнат да го окупираат тие екзистенцијални прашања, да речеме. Зошто постојам, зошто постоиме ние и така натаму. Која е целта? И тогаш во тоа срце, што е најдлабокиот дел на душата, да речеме, големите длабочини, кои што неретко и самиот човек не знае што се има до крај, тогаш тука дејствува Божјата благодат, Светиот Дух. И сега секој според тоа расположение на срцето. Се разбира, имаме и слободна волја, секој може да избере што и како и до каде сака да оди. Но искуството покажува, и секој личното искуство, некои што сакаат да го кажат и го кажуваат, дека тоа оди постепено и е повик од благодатта Божја. Значи, клучниот момент е дали ќе одговори не. И потоа, ако дошол тој да запали само свеќа за здравје, не е лошо, така, нема тука ништо лошо. И сега да не се задржиме само на тоа, водиме и понатаму. Меѓутоа, самиот Светиот Дух го учи човекот. Никој не го принудува после тоа да дојде и да праша што се случува во црква сега, што е ова, па што е литургија, што се прави, па како да се молам, па како да читам Тоа го има. Дорета ги спомнавте тие екзистенцијални прашања. Што е тогаш со сомнежот? Луѓето ете што во одреден момент ќе се посомневаат во постоењето на Бога. Ете, тоа може да се свати како опасност за верата или како почеток на една посериозно навлегување кон верата? И тоа е исто зависи од личноста. Не, може ли човек кој што има момент кога се сомнева во Бога да биде поблиску до Бога отколку оној што може. Затоа што сомнежите доаѓаат на рационално ниво. И обично кога ќе превладае тој рационалистички дух кај човек, поради различни фактори. Го имало тоа во сите епохи, можеби денес е многу поизразено во ова време. Ако земеме некаде од средина на 19 век, 19 до денес да речеме, можеби е поизразит тој рационалистички дух кој што оди на тоа, знаете, дека нема ништо, само материја, само од себе се создала. И кога човек ќе се потпре само на тие некои, не знам дали сознанија би ги нарекли, но информации, факти не се во секој случај, тогаш ќе дојде сомнеш. Меѓутоа, самата помисла на сомнеш воопшто не е причина човек да се вознемири. Или да каже тоа е тоа готово веќе. Во ред е и тоа... Ама е греф. Не можеме така да го класифицираме. Сомнежот би бил греф. Греф што е? Сега и греф е да промаши целта некој на своето постоење, така? Не е прекршување само на некој правнички или морален закон, туку да ја промашиш целта на своето постоење. И сега тоа би било така, би ја промашил некој целта на постоењето и смислата, доколку таа мисла на сомнеш ја усвои. Па веќе нема да биде сомнеш. Тогаш ќе каже, јас тврдам дека ова е вака и нема ништо. Сега зборуваме, состојбите на сомнеш тие не се такви. Тука нема одлука, тука повеќе е на ниво на дилема. И тоа може после да го приведе човекот пак со Божја помош, зависно од копнежот и желбите на неговото срце и отвореноста, тие сомнежи може да го приведат до многу силна вера. И ова, се што го зборувам, се факти кои што се докажани преку ситуации со конкретни луѓе. И тука и насекаде во светот, тоа е така.
Би сакал да позборуваме малку за литургијата. Ете, одиме в црква во недела за празник, земаме учество на литургија, на служба, присутни сме таму. Веројатно има и разлика, треба да се прави помеѓу учество и присуство на литургија, за тоа да не се сведе на еден концерт, каде што ете попот нешто изведува, а ние сме публика. Но ете, можете да ни објасните за литургијата историски, како потекнува? Веројатно таа се менувала по форма низ годините, низ вековите, но суштината претпоставам дека е таа. Може ли да ни кажете зошто се служи литургија прво и како од каде потекнува литургијата? Така, значи литургијата, тој термин литургија е веќе неколку века во масовна употреба и нам ни е, како тој термин ни е познат, за да го означи она што се случува во црква во тој момент, тоа собрание, собир на христијани, православни, конкретно зборуваме за православната црква, собрани на едно место, кој локална заедница, предводена од свештеник епископ. И што прават сега тука? Ова е вака за некако да ја прикажеме суштината, што се прави. Собирањето е прво има поука преку читање на библиски текстови, објаснување и значи тој поучен дел да речеме. И потоа она главното светотаинско да го кажем. Приносот на лебот и виното кои што ни се враќаат, односно тој принос е тука и преку призивот на Светиот Дух стануваат тело и крв Христови, реални, за да можеме ние да ги јадеме, тоа е причестувањето, прича, значи да заедничари некој во нешто. И штом ние се соединуваме, ве таа локална заедница, да речеме една, се соединува со Христос. Тогаш тој Христос, тие тело и крв Христови, не соединуваат сите нас меѓусебно. Но не само таа заедница тука собрана, туку и сите што да речеме тој ден се причестиле. И без разлика каде се наоѓаат. Не е важно, не. Да. Ни време, ни простор. Може некаде да е во друга временска зона. Тоа не игра улога во ова заедничарење. Може да кажеме дека и надвременско е. Но живееме ние се уште во времето и просторот и ова вака на кратко кажано е што се случува и зошто е важно човек да се причестува еден православен христијанин. Самиот Христос не соединува нас сите. Значи, не само тие тука причестени и не само тие тој ден во светот, туку уште пошироко може да го прошириме тоа, на сите кои што се во црквата од почетокот па до крајот на времето. Гледате, тоа е голема тајна. Сега како почнало се ова? Денес ако отиде човек во црква, знае, има литургија од толку до толку часот, се служи, присутен е народ, се тоа може да се забележи. И тој поучен дел, и овој светотаински. Формата спомнавте дека се менула, суштината е иста. Суштината е, мислам дека ова е јасно што го кажав. Собирање, поучен дел, причестување, благодарење. Сето тоа е проследено со молитва. И тоа е прилика структурата и суштината. Но многу е важно да се нагласи за називите на ова собрание. Литургија, реков, подоцна почнала да се употребува како термин, бидејќи самиот збор литургија, старогрчки, и тој во тој свет старогрчки, грчко-римска цивилизација би рекле во тоа време. Но означувал јавна работа некоја. Самиот збор, значи, народно, општествено, јавно дело. Значи, било која манифестација, иницијатива од општествен карактер, може да е хуманитарна, може да е политичка, може да е социјална, била литургија. И дури во рано-христијанскиот период, христијаните го избегнувале тој термин, затоа што ги асоцирал на нешто од паганскиот свет. Термините кои што
се давани како назив за ова собрание. Трпеза. Трпеза. Битно, да, трпеза. Па додадено после трпеза Господова може да биде. Евхаристија, пак е грчки термин, благодарење, што се стари, и прекршување леп. Тие се тие називи кои што опишуваат не само суштината што се случува, туку и надворешниот изглед, особено терминот трпеза. Бидејќи се ова почнува со трпеза, класична трпеза. Христос и апостолите се на секојдневна трпеза. Ние имаме од евангелските текстови дознаваме дека Господ Христос учествувал на трпези кај луѓе од различни општествени статуси. Но најкарактеристична е она трпеза непосредно пред неговите страдања, кога Господ Исус Христос ја востановува новиот завет меѓу Бога и човештвото, како преку прекршување на лебот и чашата со вино. И тоа е позната ни таа трпеза низ векови како тајна вечера. Не е единствената трпеза на која што биле тие, но тогаш е востановен новиот завет, последствено и Евхаристијата, да речем. И апостолите по Христовото воскресение, особено по слегувањето на Светиот Дух и формирањето на црквата како тело Христово, да кажеме, продолжуваат да се собираат на овие собранија. И тие се ништо друго освен трпеза. Трпеза според обичаите и критериумите на тогашниот грчко-римски свет. Тие трпези си имале поредок. Сега да не ги замислиме како денешните трпези. Да. Мора да се вратиме 20 века и сите Како тие... изгледало тоа И седењето е различно, и поредокот е различен, и сега може и на ова наша современа трпеза, која што седиме, и може да има поредок, така, на некои официјални трпези, ми се знае кој седи таму, кој таму, сето тоа. Тоа било, да, тоа било, и трпезата бил начин на општење меѓу луѓето. Тоа и денес е, но тогаш било исто така. И помеѓу различни категории, луѓе од различни општествени слоеви, така натаму. И христијаните, апостолите, нели, па нивните после наследници, како и се ширела црквата низ светот, во тие први времења продолжило да се собира и да служи, да учествува во Евхаристијата на овој начин. Трпеза. Паралелно, значи тука нема сега прашањето кое што многу подоцна доаѓа, дали се јаде или се пие пред литургија или не, тоа е подоцнежно прашање. Гледате, за првите христијани тоа не било предмет на дискусија воопшто, меѓутоа се јавува еден друг проблем, и тоа го гледаме кај апостол Павле запишано е во неговите посланија до коринтијаните. Таму веќе има некои одредени проблеми, но преку соочувањето со тие проблеми ние пак заклучуваме, имаме потврда дека станува збор за класична трпеза, па таму ги кара. Кажува сега вие кога се собирате полека, да не биде тоа да се еден прејадува, препива, нели обични човечки слабости, страсти. Тогаш немојте да мислите дека вие се собирате на трпеза Господова вечер, не. Вие хаос правите со други зборови. Има разлика. Има разлика. Значи тоа било истовремено, заедничарењето, и секако според, пак сега не мора тоа да го образлагаме, многу време ќе има како изгледала таа трпеза во тој свет, во тоа време. Но во одреден момент и кај христијаните имало прекршување на тој леб, проследено со соодветни молитви, па подигнување на чашата, па разделување, сите од тоа да јадат и да пијат, и тоа е всушност заедничарење во телото и крвта Христови. На истата таа трпеза се случувале поуките, читање на библиски текстови, посланија, што имале. И во тоа време се уште немало одреден распоред, стриктен, по кој што би се придржувале сите. А како се создадени тие последните распореди, правила, како треба да изгледа литургијата, службата, во кој момент што треба да се направи? Како се создавале тие правила? Постепено се создавале, и тоа според
актуелната ситуација. Решавање на конкретни проблеми, како што никнувале проблеми, така се појавувале веднаш и решенијата. И затоа сега ние од овој опис краток што го давав и од таа состојба, да речеме, првобитна на Евхаристијата, кога е класична трпеза, поради проблеми, за кои некој нели апостол Павле веќе кажува, меѓутоа уште продолжува тоа да биде како трпеза, но подоцна веќе особено по прекинот на гонењата од страна на Римската империја, и кога во Римската империја се објавува слобода на христијанството, па потоа христијанството, односно црквата, веќе во таа Ромејска империја, па позната како Византија, станува државна вероисповед, тука веќе работите се комплицираат во тој поглед и потребно е да се интервенира. И ние веќе од тој период, тука некаде, го имаме она гладен да е човек, односно да не јаде пред да учествува на Евхаристија, пред да се причести. Што значи веќе тоа правило, насока би го рекол, е дадено за да не настане уште поголем хаос. И фактички со тоа се одделува. Тоа ме интересира. Тоа го има после во каноните, во има во А за да се унифицира нешто, на соборите, на соборите. Аха, од собор на собор. На соборите, да, се, тоа затоа реков постепено оди. Нема потреба да ги кажам кој собор, кој е правило. Меѓутоа тука веќе тој период, затоа историски ако земе 4 век се наоѓаме веќе. И тука неопходно е да почнуваат да се случуваат известни промени. Поради тоа што одеднаш многу народ почнува да доаѓа. И сега веќе тој ред не може да се спроведува. И затоа таа одредба, да речеме, да биде гладен некој пред причас, пред литургија, Евхаристија, тоа означува веќе разделување на трпезата од причестувањето. Класичната трпеза, јадење и пиење. И што имаме после? Затоа што не може да се одделат една од друга. И душата и телото, човек е душа и тело, и сега нашето заедничарење треба да се манифестира комплетно. Па ги имаме тие познати вечери на љубовта. Па еве сега одиме уште низ вековите, па и до денес ќе дојдеме, каде што има услови, во манастирите посебно има услови, но и на други места каде што има, веднаш по Евхаристијата, по литургијата следи трпеза. Значи, тоа не се уништило, туку само се модифицирало за да нема злоупотреби. И затоа, едно што структурата останала иста, но ние и денес може да зборуваме дека тоа е трпеза. Повторно ние што правиме? Принесуваме лепи вино. Го јадеме и го пиеме. Ајде, во тие периоди сега тука до може би уште подолго и 5 и 6 век фаќа и уште понатаму. И верниците се причестувале како свештениците, без разлика. Така, зема на рака дел од телото Христово, од чашата пие крв Христо. Исто, ако сте виделе како тоа го прават свештениците денес. Меѓутоа и тука почнале да настануваат проблеми, па злоупотреби. И, ајде, овој современ начин, да речеме современ, од кога почнал, но е нов начин релативно, пак ќе кажам, иако векови се опрашање, кога причестувањето е свештеникот причестува со лажичка повеќе луѓе. И сето тоа е за да се спречат одредени злоупотреби и како се јавува потреба на терен, така? Во секоја заедница или кога проблемите од повеќе локални заедници ќе се спојат. Но ова е многу важно да знаеме дека е трпеза и заедничарење. И затоа ако некој сега кој може важно е да се причести? Да, и колку пати може да се причести? Има ли некакво правило тоа е сега човек колку пати треба да се причести во месецот, секоја недела? Нема правило. Значи кога се служи литургија може да се причести. Но еднаш дневно не може од еден храм да оди во друг. Не може, не е добро. Сега тоа да, треба и тоа да го нагласиме, ама тоа никаде нема да има. Добро, сега некој може да отиде рано, са бајле, па да отиде. Не, еднаш се служи литургија во денот,
Еден е Христос и една е таа трпеза во денот. Тоа е едно деноноќие, ни го символизира и целиот живот. Навечер е како упокојување, кога спие човек, се разбудува нов ден. Гледате, ние се, ако погледнаме од тој аспект, се е исто. Сонцето изгрева, заоѓа, се е исто. Го знае својот запад. Да. И се си е исто. Меѓутоа имаме нов ден, кажуваме. Новиот ден е како вчера. Новиот ден е тој живот нов. Таа реалност. И еднаш тука имаме учество, служење, учество во литургијата само еднаш. Затоа што тој ден ни е реалност. Па утре имаме нов. И тој нов е пак тој единствен. И така е тоа. Една е жртвата Христова принесена, една е верата, една е крштенијето и се тоа дека е едно единствено, не може да го повториме по уште еднаш, тогаш ќе испадне дека ова од претходно нешто има недостаток. И затоа, за тој ден, доволно е еднаш. Меѓутоа, по-битно е што е потребно. Сега, еве, може цркви има, отворени се, секој може да дојде и рече да се причасти, така. Како треба човек да се подготви за учество во литургијата? Што треба, освен да биде пасивен гледач, слушач, нели, во црква, треба ли нешто друго да прави, да земе учество некакво во службата? Зборувам за верници. Значи, за верници, да, ако дојде, тој не може да биде пасивен наблюдувач. Токму затоа ова причест, еве, ако не го користиме тој термин, ако кажеме дека е заедничарење, самиот збор заедничарење ќе ни каже дека овде не може само да се наблюдува. Ако сум христијанин. Може ако дојде некој друг, па да рече сега наблюдува. Добро. Тоа е. Но еден христијанин кој што се декларира така и сака да живее во животот на литургијата, тој не можеме да го употребиме терминот присуствува и наблюдува. Да, присуствува од аспект дека е присутен сега. Сите сме присутни. Но главно е учествува. И сега што треба? Прво, што треба е да има вера. И конкретно тука, за ова за што ние зборуваме, да има вера, дека тие лепи вино се реални тело и крв Христови, а не символика. И ова е многу важно, секој да се испита убаво, да биде искрен. И да каже во себе, добро, символика е за мене ова или не? Биде искрен. И има луѓе искрени така. И ќе каже. Па добро, па рековме, не се прашање на раст во верата. После тоа тој не поколеблив во тоа дека ова се реални тело и крв Христови. Така. Што е прво. И сега, потоа има и други моменти кои што спаѓаат во личниот живот на секој човек. Не би ги набројувал сега тие моменти, би кажал општо и така и би требало сега тука општо да се зборува. Да не прави константно, упорно, нешто што ја нарушува таа заедница на љубовта. И сега, тука може да бидат крупни, тешки дела, така. Но она што најчесто може да се сретне како замка кај луѓето во однос на ова прашање е простувањето, односно непростувањето. Значи, веќе доаѓаме до вториот, ако можеме да се кажеме така, услов за причестување. Може би не е добар збор, но како и да е, за да се разбереме. Покрај верата е простувањето. Самиот Господ Христос тоа го кажува. Ако видиш дека имаш нешто против тебе, братот, значи, парафразирам сега, ако сте скарани, прво помири се, па после дојди принеси го дарот. Тоа е тоа. Во молитвата Отче наш, прости ни долговите наши, како ние што им ги проштеваме на нашите должници. На Бога му поставуваме критериум како да се однесува со нас. Како што јас правам, Господи, така прави ти со мене. А ако некого го исфрлиме од внатре, од срцето, не му простам, тогаш како ќе имаш заедница со? Како сакаш да градиш заедница со
и со овие кои што ти се едномисленици, па и со сите, затоа што ова не е само за една одредена група луѓе. Потенцијално целиот свет е повикан да биде Евхаристија. Сега, и ние некогаш како народ не сме биле христијани. Па во еден историски момент стануваме, така. И со сите народи е така. Или поединци од други народи. Меѓутоа, ова е тоа на што треба особено да се обрне внимание. Че покрај верата, простувањето. И тоа да биде секојдневна борба. Преку молитва за тој кој што ни изгрешил. Обично така доаѓа до непростување, некој ќе треба да ни изгреши, да не налути, да не изнервира, да не натежи. Помоли се за него. Малку труд тука и после се поинаку. Си продолжува борбата. Да. Во неколку пати спомнавте злоупотреба. Само да ве прашам во однос на служењето, литургија, вие сте долго време свештеник. Кој ве контролира, односно кој контролира одреден свештеник дека оди според правилата и според оние што се пропишани во каноните и во правилниците што што ги спомнавме. Ај разбирам некогаш да не се сетите на одреден дел од службата па да прескокнете ли, ама може ли да се случи некој свештеник целосно да ја измени во своја интерпретација? Па сега не знам, се може да се случи, и низ историјата се случувало, па и денес се може да се случи. Важна е структурата. Сега зборуваме само за литургијата, меѓутоа богослужението не е само литургијата, има свештеник што служи и други служби. Најде ако се сконцентрираме само на литургијата, важно е да се запази таа структура. Значи собирање, поучниот дел, принос, причестување, благодарење, по причестувањето и отпуст. Тоа е тоа. И сега тука, ние и во овој поредок, дури и после во византиско време, кога почнале да се пишуваат текстовите на литургија, кога не биле произволни, повторно имаме во тој период преку 800 такви. Па дури многу подоцна, останало, може, не знам точно сега да не кажуваме кој век, но подоцна, доцна Византија и почнува да некако да преовладува дека се служат овие, што ги имаме Златоустова, Василиева, преждеосвештена, Јакова 2 пати годишно и така, сега да не навлегувам премногу во таа проблематика. И тука нема што многу да отстапи некој. Единствената отстапка би била ако ја наруши структурата. Па сега тука ако ја наруши структурата, кој е? Тој епископот е, тој што е надлежен и треба да види што се случува. Да, во претходната емисија ми гостуваше отец Иринеј и баш во делот кога разговаравме за имендините, го прашав дали постои некакво си правило, пишано или не пишано, како се слават имендени. И тој одговори дека се носи коливо, односно варена пченица, во црква и се молитва во чест на светителот во тој ден. Зошто коливо? Пред малку ве прашав за историјата на литургијата, како настанала. Зошто коливо, зошто варена пченица, например, да не е тава со ориз? Го символизира воскресението. Нели пченично зрно кое што ќе падне во земјата, ќе се закопа и потоа никнува. И сега целиот тој процес е символ на воскресението. Кој што не зборувам за општото воскресение на целиот човечки род. Христовото воскресение е само почеток, предводник да речеме, на сеопштото воскресение. Секое тело човечко ќе воскресне. И тоа е на собор унифицирано дека треба коливо. Не мора се да се унифицира на Вселенски помесен собор. Има многу практики кои што немало потреба соборски да се утврдуваат. Многу практики имаме такви. Може би
Црквата е жива, жив организам, не е конзерва затворена и се тоа што било до некој век, па сега ние така ќе го тераме. Може во секој период соборски да одлучи нешто, но соборски, знаете како се носеле тие правила одлуки? Зошто се реагирало, интервенирало соборски? Затоа што настанува некој проблем. Така и со погрешните учења. Погрешно учење или пак спор, конфликт од друг некој карактер поттикнува свикување на собор за да се реши проблемот. И благодарение на тоа ние имаме формулирана вероисповед. Инаку не би имале. Нема потреба од тоа, така. Но има потреба, тој символ на верата. Верувам во едниот Бог, Отец, Содржител, така. Тој е така формиран. Соборски, гледате. И други прашања, како се слави Великден. Гледате, битни прашања по кои имало конфликт, со цел да се сочува единството на христијаните, се свикува собор и се носат решенија. А инаку сега, ако имаме ние една практика, чија што символика ни е јасна и произлегува и од библиското предание, нема потреба на собор посебно за тоа да се расправа, така. Нема потреба да се кажуваат одредени символики кои што се јасни. Очигледни. Па, да. Знаете, пред некоја година бев изненаден, од некои медиуми има објавено за тоа пред Великден беше тој период, како одредени свештеници тука, не знам, ги терале верниците да се клањаат, алудирајќи на муслиманското клањање. Веројатно од незнаење новинарите дека сепак постојат и мал и голем поклон, нели, во православието. Може ли тој момент да го расчистиме тука? Пред Великден за време на постот се прават големи поклони. Кога се прават големи, кога се прават, зошто се прават? Добро. Великденскиот пост е пост, еве кога претходно зборувавме и за нешто што е соборно утврдено, токму овој пост, великденскиот, е утврден соборно во црквата и богослужбено за него има и подготвителен период, и содржината на богослужбените текстови во тие денови се соодветни на периодот на постот и така натаму. Значи, целокупниот тој амбиент е соборно утврден, но соборно утврден е да постои. А потоа, во живиот организам на црквата, тој се развил така, и преку богатството на таа црковна поезија, но секогаш имајќи ја предвид смислата, суштината. И сега што се случува? Што ме тоа најдревно определен период за пост, тоа значи период на покаяние. Не дека другиве периоди не се за покаяние, човек треба да живее во покаяние, односно преумување, цел живот до крај. Тоа е покаяние. Не е класична грижа на совест. Затоа го кажувам. Да се прави разлика меѓу покаяние и некоја обична грижа на совест која што може да трае кратко или долго. Не е тоа. Туку правиот термин преумување, промена на менталитетот, на начинот на размислување, на живење, на поглед на светот, така. И сега имаме период во годината, тој таа 40-ница, Великденски пост, кој што ова би требало ние во ова да се вежбаме, зборот аскеза значи вежба. Да се вежбаме малку поинтензивно, па за да можеме после да продолжиме и во текот на целата година. Па ќе дојдеме па на тренинг после, така? И сега доаѓаме до смислата на деновите. Од понеделник до петок може да бидат денови на пост. Ама пост во права смисла се зборува. Кога ова е востановено, постот не бил како денес ублажен. Туку пост во права смисла на зборот. До 3 сат попладне ништо не јаделе, после богослужба нешто суво неварено и така. Тоа е пост.
Меѓутоа, ете, поради околностите во кои што живееме низ векови и се, сме дошле до ова, ние денес постиме поинаку. Многу поублажена варијанта имаме Прилагодено на на пост. Преублажена. Ние само бираме да нема млеко, јајца, месо и толку, а можеш да јадеш колку сакаш и како сакаш. Не, кога сето тоа се појавило, не би рекол се појавило како пост, а е многу древна, но сепак кога се формирало во христијански контекст, тоа си има свое значење. И сега, од понеделник до петок, со оглед на тоа дека е период на поистакнато покаяние, преумување, се прават големи поклони, кои што пак познати не се како метании. И гледате, метанија, зборот грчки, значи преумување. И ние имаме покаяние. зошто големиот поклон би бил метанија. Зошто би се нарекол тој длабок поклон метанија? Токму затоа што е израз на желба за покаяние, за преумување. И ето тоа е веќе соодветно на тој период. Но сабота и недела не спаѓаат во таков период. Сабота е, нели, круна на создавањето, кога Бог, нели, се создал, па кажува си отпочина. Така, уште во прва книга Мојсеева ги имаме тие информации, и тој е тој седми ден. А неделата, пак за нас христијаните, затоа што е ден на воскресение, има посебно значење. А тоа е прв ден од седмицата, инаку. Ова е седми. И гледате, затоа сабота и недела имаат значење и двата, важно значење, и тие од секојаш били исклучени од пост. Меѓутоа, заради само за да се запази некој континуитет, не се прекинува целиот тој период на пост, во смисла на, ајде, ако зборуваме само за постот од храна. Се ублажували и во период на строг пост, тогаш, како што го кажав, тогаш се ублажува, може се сабота, недела и готвено да јадеш и нешто така, поублажена работа. И тогаш и содржината на богослужбените текстови е соодветна, не е веќе толку покајничка и со плач и тага за гревот, туку малку има пославословен карактер и немаме метании тогаш прајање. Ете како, тоа е според содржината. И за тој длабок поклон е тој. Дури и литургија не се служи од понеделник до петок во Великденски пост, затоа што таа има свечен, торжествен, воскресен карактер. И тогаш имаме ние така наречена литургија на претходно светени дарови. Во недела или во сабота, зависно каде како се служи, се делот, телото и крвта Христова се вадат, се подготвуваат на страна, за да можат христијани кои што сакаат да се причестат во дек на неделата. И сега да не го расшир многу ова, да не навлегуваме оваа тема, ќе биде треба цело предавање за ова, не е така. Знаете, би ве прашал и за уште една работа која што мене ми е прилично интересна, верувам дека и гледачите ќе ги интересира. Варењето свето миро како процес, знам дека ретко се случува, се вари. По потреба. По потреба, мислам, не секоја година. Не, по потреба затоа. Може да треба, кај нас имаше 95-та, па пред 4 години, 2022. Значи, после колку години од прилика, просек, би се јавила потреба. Како изгледа тој процес? Се собираат владиците, само владиците учествуваат во процесот? Видите, во ниедна богослужение не може да учествува само епископ или свештеник. Значи, во сите учествуваат и би требало да учествуваат сите кои што се наоѓаат и кои може. Не може да постои богослужба, а да каже епископот или свештеникот, сега не може никој да дојде на ова. Ова е само за мене и ние ќе се собереме. Тогаш тоа е нецрковно, не антицрковно. Тоа не може да биде. И затоа ние, тоа го знае секој свештеник и секој кој што повеќе се заинтересирал, знаат дека потребно е барем еден човек да има кој што ќе одговори. Амин, да каже Господи помилуј. Така да постои тој диалог. Да се изрази барем некако таа заедница, не може да биде клирот само. Тоа и клирот и народот, ние сме заедно. Само што секој си има своја улога. И ова е во однос на тоа.
А друго, светото миро воведено е, да речем, или почнало да се употребува за светата тајна миропомазание. Тоа е веднаш по крштението. Секој кој бил на крштевка знае дека сега, ако го гледа некој тоа, нема да може да направи разлика ако не е упатен, ќе има впечаток дека ова е еден ист чин. Меѓутоа тоа се два посебни. Бидејќи веднаш една молитва ги дели и одиме веднаш на миропомазание на различни делови од телото, чело, гради, така. Таа света тајна всушност го представува дарот на Светиот Дух. Значи, ако со крштевање се раѓа некој духовно, со Светиот Дух сега му се дава душа, живот. Да може да живее, а причеста Христовите тело и крв се храна. И тоа миропомазание, помазувањето со свето миро, всушност го означува тоа. И затоа и се изговара печат на дарот на Светиот Дух. Толку, кога се помазува. Но во историјата, кога имало и православни христијански монархии, се употребувало светото миро и за помазување на цар. Да. Имаме тогаш, царот затоа е и помазаник Божи. Од секоја православна монархија. Треба да е православен христијанин, затоа кажувам православна монархија. Не? И тоа е последно до 20 век, веројатно. Така сега веќе немаме. Па се употребува само за ова и уште една прилика, ама тоа го има истото значење како покрштевањето, кога некој е веќе православен христијанин, крстен, отпаднал поради различни причини или конкретно поради приврзување за некое друго погрешно учење, па се враќа, тогаш се прави миропомазание. Повторно се прави? Само миропомазание тогаш, затоа што тој веќе е православно крстен. Покрај одрекувањето од исповедањето на верата, го има и тоа. Но повторно тоа е Светиот Дух да стави печат. Светиот Дух е внатре во нас. Но ние го изразуваме тоа и надворешно, телесно, да стави печат. И кога ќе се јави потреба, кога ова количината на ова миро во една помесна црква ќе се потроши, ќе дојде при потрошување, не се чека обично да се потроши, па тоа ќе се спрема. Кога ќе дојде при крај, се собира, тоа се многу повеќе материи има во него. Различни материи има во него, има цел список за тоа. И потребен е период на подготовка на варење, мешање константно. Сега има и современи уреди за тоа. Но како и да е, потребно е постојано мешање, по тоа да се вари, да се подготвува, да добие една форма. Во тој период веројатно тече служба, молитва. Тоа трае цело време, тоа мора цело време да се одржува. И ова се случува во Страстната седмица, а осветувањето на самото миро е на Велики четврток, на литургијата. И сега тогаш може да се соберат сите архиереи, може не, зависи. Кај нас обично се собираат. Во помесни цркви кај што се повеќе, може не може сите да се соберат. Но како и да е, тоа е право. Ви сте учествувале на таков чин? Па јас уште 95-та знам кога беше тука. И сега 22-та, да. На самата литургија на 22-та не бев, но 95-та бев, мислам така. И како тоа изгледа во Казан и Тоа се тие не како да ги сватиме. како Астерикс и Обеликс со Добро, тоа е Казан. Тоа и е како Казан. Па ви кажам, сега денес има малце посовремени, да. Но има, да. Каже, Казан и се меша класично. Значи секоја црква автокефална си прави своје миро, така? Според сега, каноните, па, ама да не го гледаме само теа, да се повикаме според каноните. И суштински, литургиски, богословски е тоа така правилно. Секој епископ тоа може да го прави. Но подоцна, со формирањето вака на одредени региони како помесни цркви, нели со промена и на политичките околности во светот и така натаму, сме дошле до тој
договор, да го речам. Не може тука одредба да стане збор, е договор. Дека еве, осветувањето на мирот ќе ни биде како израз на единство во една помесна црква. И така секоја автокефална помесна црква може, треба си вари мир. Во денешниве околности. Но ако земеме строго да зборуваме црковно еклесиолошки, секој епископ сега, но не може денес да дојде еден епископ и да каже јас ќе варам миро. Тогаш ќе биде тоа, тој се двои од заедница. Ако ние сме договориле нешто да го правиме вака, тогаш не може еден поединец да дојде и да каже сега јас ќе направам поинаку, па сам ќе си варам миро, пишува во каноните. Знаете, за да се одржи единството. Добро, ама ете, штом се користи само за миропомазание, нели после крштевката, тоа прилично и трае долго. Тоа се некако... Еве кај нас од 95 до 22 колку години се? Прилично При долго. тоа уште останато и од старот. Така? Би искористил сега и за така по-пастирски теми, да ги наречам, би сега да поразговараме. Неодамно имаше на статистика, не знам дали ја видовте, во која што вели за во Македонија има повеќе направено разводи отколку склучено бракови. Тоа искрено мене ме шокираше малку повеќе и изгледа прилично алармантно, да го наречам. Што мислите за тој процент, на што се должи, на повеќе на правен и семеен проблем или е знак дека губиме како луѓе способноста за трпение, за жртвување, за... Да, тоа е сериозен проблем. Не ги знам ја статистиките сега точно, но и не ми ни требаат. Гледам што се случува. И гледаме сите. Гледаме во изминатите 20 на 30 години. Гледаме денес. Гледаме и денес. И овие години. И тоа е вистина. Тоа што го кажавте е вистина. Мој впечаток е, па ќе кажам, не ги знам статистичките податоци, ама ако разговараме и до сега што сум разговарал, мојот впечаток е дека како да има повеќе разводи од венчавки. Но како и да е, разводи има многу и многу брзо се случуваат. По склучување на бракот. Фактори кои се за тоа. Прво на погрешни основи се земаат. Склучуваат брак. Кои се тие? Сега јас не сум човек што живее во брак и не можам многу да зборувам за тоа. Но еве од она што го забележувам, па можам да кажам, бидејќи страстите на човекот и добродетелите се заеднички, без разлика дали живее во брак или не живее. А тие се клучни за оваа работа. Всушност, ако сакаме само со два збора да кажеме, неспособност за заедница е опрашање. А пак за да бидат двајца способни за заедница, па ако им даде Бог и деца повеќе од двајца, потребна е љубов. Со љубов е далечно нешто, возвишено. Не се доаѓа туку така и денес тој термин многу се употребува, да кажеме се злоупотребува. За се нешто љубов, ама не е тоа љубов. Че ќе треба да стигнеш до љубов. Вие знаете дека е Свети Јован Лествичник, книгата Лествица, позната, на многумин. И таму се затоа се кажа, нарекува лествица, тоа се степени, скалила. Љубовта е на 30 скалила. Значи, за да стигнеш до љубовта, треба овие 29 да ги поминеш. Ако е таа напишана за монаси, суштината нејзина и духот нејзин за сите. 29 имаме, па после љубовта. Полека со тоа љубов. Така, не дека имаме сите љубов. Но да имаме желба за љубов и да се бориме за тоа и да растеме во тоа, тоа да. Тоа се тие скалила. И сега, ама за тоа треба овие скалила да се поминуваат. Па меѓу нив е, нели, малку и егоизмот да се скроти. Па кога двајца се запознаваат, тие може да се привлечат меѓу себе по различни основи. Може и само физички, може и нешто да е привремено, може и финансиски. По разни основи. Така. Брак со проекции. Да. И сега, ако во тие разни основи има било што е распадливо, ќе се распадне и бракот.
па дури и ако остане правно да постои до крај, суштински не постои. И сега ова еден е фактор. Друг веројатно влијанијата кои што ги имаме во ова време во кое што живееме. Па дури би рекол и она што ни се протнува и промена на улогите на мажот и жената. Не можеме да не констатираме дека се повеќе обратно некако станува работата. Мажите како да не се мажи, жените како да стануваат како мажи. Мажот е повикан да биде зрел и одговорен и жената да се потпре на него. Ако жената не го види тоа во мажот и не се потпре, не може да се потпре на него, овој не е зрел и одговорен, што ќе произлезе од тоа? Таа да почне да зема некои ингеренции на мажот. И тогаш одиме наопаку се. И сега, ниеден маж не може, нормален маж да го привлече таква жена, ниту обратно, така? Колку уште да наведуваме, многу причини може, но егоизмот во секој случај е во основата и во тоа кога се запознаваат, се земаат, ги фаќа некој ентузијазам, но потоа сите овие влијанија си играат своја улога. Има еден друг феномен денес, што за жал се шири, си живеат заедно без благослов за брачна заедница. Да, има многу такви. Ама зошто? Треба да видиме секојаш коренот да го бараме, причините. Зошто? И веројатно ќе дојдеме до одговор дека и самите ќе го дадат, ако не директно, индиректно, избегнување на одговорност. И кога ќе почне човек да избегнува одговорност, не може да обстане ништо. Ништо. Бракот не може да обстане. Дори полесно е таква врска да се прекине отколку брачна врска, веројатно и тоа е. Па тоа од правен аспект гледано. Гледате, пак е нешто, значи, калкулирано. Тој веќе размислува кога ќе се прекинува ова, дали ќе биде лесно или тешко. Да, ма општеството нема да го нарекува тој разведениот, туку ќе го нарекува тој самиот што ја напушти девојка му. Веројатно Така тој е. А што правиме деца ако има? е тоа, да. Има семејство што напуштил тогаш. Да. Гледате, а во повеќето случаеви каде што имаме разводи, па фала му на Бога има деца, така. Од една страна фала му на Бога што има деца, а од друга страна е ова. И навистина тоа е сериозен проблем. Станува и демографски проблем, така. Но тоа е друго. Токму пред малку ми го одговоривте прашањето, еве го, дали кризата на бракот е всушност криза на одговорност. Мислам дека токму тоа е. Секако дека е. Да. Секако дека е. Сега не можеме тука да наведуваме секакви поединечни случаи, затоа јас пробувам сето тоа општо да го кажам, но се сведува од прилика на ова. Тоа е мојот впечаток, да кажам. Во еден ваш текст, што го читав пред доста години, беше напишан, објавен, за блудот. Блудот го нарекувате разорувач на човековата личност. Што мислите за тој аспект? Како блудот па влијае врз бракот? Добро, влијае. Секако дека влијае. Што во ова време, како што го дефиниравме како невреме, каде што се е некако изместено од корен. И во ова време се е тоа тока достапно. На ниво на надразнување. Не само на надразнување. И на контакт, така. И легализирано до некаде. Не е само легализирано, туку за жал како достигнување се смета. Назаден е некој ако не го прави тоа. Да. А постигнал некој и кој излегол навечер, тој постигнал ако направи нешто, тоа е женет. Така? Да, тоа е. Сум го слушнал ова. Не знам. Ете, тоа е достигнување, тој некако се чувствува и пред себе, можда и пред друштво, дека нешто направил. Жената веројатно исто, така. Но тоа, ете, затоа и тој наслов е такав, текстот е, нели, опишува повеќе, ја разорува човековата личност, но пак доаѓаме до клучното со До одговорност. Љубовта и одговорност. Зашто ако тоа ја повредува личноста со која што некој живее,
со кој што е во заедница, гради заедница и има одговорност за тоа, се чувствува одговорен Израел, тоа ќе се бори барем ќе се бори, ние не можеме сега да кажеме ова никогаш не постоело. И блуд и прелюба од секогаш постоело и сега и човек што се бори, па по слабост може да му се случи да падне. Добро, меѓутоа треба да е свесен. Затоа го имаме покајанието, така, преумување. И сега ако постои таа борба и таа свест, тој подвиг за трезвеност, одговорност и зрелост, не само за свој интерес да гледам. Кога веќе некој влегол во брак, би требало да го гледаат тој меѓусебен интерес. Еден со друг. Но пај ќе кажам, ќе повторам дека уште на почеток погрешни се кај многумина тие темели врз кои што го склопуваат брак. Има и уште една, сакам да наведам причина поради која што постојат проблеми во брак и тие проблеми знаат да бидат после да завршат и со разводи и со конфликтни ситуации е мешање на родителите. Е сериозен проблем. И тоа не е насилно мешање, туку самите овие го дозволуваат мешањето на родителите. Тоа е некој си балкански синдром или Сега за тука ја знам. Но други земји, народи, многу светов е голем, така, разни култури, цивилизации. Дали е глобален тренд, е друго прашање. Но сега да се фокусираме ние за Македонија и нашиот македонски народ, така. Па и околината, ако сакате. Да, Балкан, кој што рековте. Да, постои и тоа е сериозен проблем. Знаете како стара Божја заповед од почетокот, па Христос ја повторува. Ќе остави човек мајка и татко. Ќе се прилепи до жената своја и двајцата се едно тело. Стара, значи, од почеток. Од како постојат машко и женско. И се како ќе ги оставим човек, века мајка и татко. Што ќе направи? Ќе ги остави суштински, затоа што не ги остават да ги фрли, да ги на улица и да се откаже од нив некој, да не си го свати па така. Не. Туку во смисла ти со женати, односно женати ти со мажот, сте сега семејство. А родителите ви се роднини. Тоа што некој па немаат услови финансиско-материјални секогаш да се одвојат. Не можеме тоа да кажеме, се мораш ти да се одвоиш. Добро, ако имаш услови, одвој се, ако немаш. Ама и ако сте на истеден простор, може да направите некоја бариера, граница. Тука па ќе доеме до односот на родители и деца и гледате до кај се ќе отидеме. Да. За покајанието, како покајание, како да му се објасни тоа на човек кој што не признава дека греши? Не може да му се објасни. Знаете како? Не е па дека се ние треба да објаснуваме на луѓе. И ние што сме свештеници, кои што сме повикани за тоа, и ни е обврска тоа да го правиме, и света должност, пак не можеме да правиме се со зборење и кажување. Ако праша некој да, но главно е Божјото дејство. И што се случува се? Се молиме ние за тој човек ако ни е близок, така го знаеме, нема врска, близок, не близок, го знаеме. За некој станува збор. Добро, Господи Исусе Христе, помилуј го тој. Дај му начин на покаяние, прости му и него и мене. Так? И не може да не одговори Бог. Ќе одговори и ќе му даде шанса на тој човек да може да прогледа, но секогаш ќе има слободата. И може да биде човек упорен во своето непокаяние и при сите можни околности да му се случат и пријатни и непријатни. Но да му оставиме на Бога да делува, не само ние да објаснуваме, вака, човечки, како што прашавте, не можеме многу, па дури ништо. Сега со својот начин на живот, или како, Бог може него да му покаже. Не па ние да го водиме тој живот христијански само за да се покажеме пред некој да сведочиме. Не, ние си живееме како што живееме. А Бог ќе си најде начин, дали преку нас или преку некој друг, ќе му даде шанса
шанс. А дали ќе му се отворат очите? Тоа е веќе прашање на слобода. Да, за тоа, за таа шансите, кога човек страда, има некаков проблем, неволја и често болест или било што, често знае да се го постави тоа прашање зошто Бог ми го прави ова. Тоа е погрешно поставено прашање. Па добро, погрешно е, меѓутоа сега пак ќе кажеме секој според возраста на која што се наоѓа. И Бог му го прави тоа со причина? Го допушта. Го допушта или зависно сега за што станува збор, за болест, за нешто непријатно. Да. Тој е лек за душата. И сега како ќе види некој дали е лек за душата? Вака човек кој што вака ние навикнати ова конформистички да живееме, со сите удобства, со бегање од секаква болка, од секаква можна болка, и душевна и телесна, ова звучи страшно. Како сега болеста да ми биде мене лек за душата. И тоа не влегува во концептот на човекот конформизмот, така. Или кој што верува само во телото, дека постои само тело. И се тука добро. Меѓутоа, Добро, ма ако ќе видиме болен човек кој што има стварно сериозен проблем и сега да му пристапиме и да му кажеме моли се, ќе биде добар, Бог ќе помогне, може би поинаку да те свати од од аспект на тоа дека ти си здравиот и му кажеш што на болниот. Не можеме секому се да му кажеме. Водиме сметка кому што му кажуваме, така? Тоа е друго. Сега зборуваме ние како стојат работите, а луѓето се различни. И соодветно на тоа и ние се поставуваме. Меѓутоа, зошто сега овие работи се лек за душата? Прво, ние во благосостојба и душевна и телесна да речеме, и материјална, сме докажале како човештво. Докажано е веќе. Дека правиме хаос. Ние во благосостојба функционираме неблагодарно кон Бога. Секој како поединец, ама поединците прават една заедница, општество, народ, свет, така? И докажано. Штом ќе дојде до нешто такво, ние до толку негативно се опуштаме, што доаѓаме да правиме работи кои што одат не во наш интерес. Така. Па гледате го ова време во кое што сме сега. Јас пак така некако му давам граници од 19 век до денес, како еден период. Што се испромовира. И тоа при тоа со страшни страдања. Имаме две страшни војни во овој период. И помали, регионални, уште многу, и страдања од различен друг тип. И што направивме ние за тие од крајот на Втора светска војна до 90-тите години? Или сега, до сега? Што се промовира и што се озаконува? Поединци луѓе, гледате, незадоволни. Нема време историско во кое што кој било можел да има толку колку што има денес. Се што постои. Па гледате, само патувањата земете ги. Ние што можеме се еден најпросечен, па и подпросечно некој што живее да патува, не можеле кнезови, владетели да патуваат така. И тоа е цел период на човештвото и ние доаѓаме сега, ова се колку децении се опрашања. И пак имаме највисок степен на незадоволство. До кај ќе оди тоа? До самоуништување. Епа нема Бог е љубов. Нема да ни дозволи. Кој е лек? Страдање. Ама како е лек страдањето? Од тој тип, да речеме, како што кажавме, болести, непредвидиви ситуации, војни, земјотреси, што се не. Ќе одам како поединец, да речеме. Еден човек, како би требало да реагира, кој што има вера. Те снаоѓа нешто такво, не излегува по твој план. Те снаоѓа болест, те снаоѓа нешто непријатно. Кажи слава ти, фала ти, Господи, за ова.
Со таков пристап, значи без исклучок, секој го добива одговорот зошто му се случува тоа. Не зашто му се случува во смисла дека е казнет, туку чекај малку, види, што е приоритет? Приоритет не е гробот. Животот не ни завршува во гроб. Не градиме цивилизација и култ на смртта. Туку на воскресението, на вечниот живот, така? И сега кога е така, ако јас нешто промашам од тој аспект, па нека ме чукне Бог некако, така. Па да видам, добро, чекај малку, да се свестиме што ни е целта на животот. Како поединци. Но тоа важи и како народ, и како народи, и како свет. И затоа тоа избегнување на болката, на кое што е навикнат овој свет, особено денес, прави голем проблем. На секој му прави проблем. Избегнување на болката, веднаш ме асоцираше на уште еден ваш текст за евтаназијата. Имате Таму може е спомната евтаназијата, не знам дали немам посебно цел текст за тоа. Имам доста може е спомната, неколку да. цитано, ама тоа ми го задржа дека вниманието. Токму тоа е веројатно најмногу поради трпењето и нетрпењето болка. Така е. Сосема популарно сега во светов, за среќа не е. А каков термин му дале, каков назив? Евтаназија? Евтаназија. Што значи? Добро умирање. Соодветно. Така, ама не се преведува. Да си има некој термин, така. Да звучи интернационално. Тој е грчки збор. И значи буквално тоа. Едно убаво, добро умирање. Пазете, страшно е само називот е ѓаволски страшен. Така? Да. И сега самоубиството, тоа е самоубиство. Бидејќи не може таа така наречена евтаназија, не можам да ја кажам поинаку, освен така наречена. Не може, веројатно, барем се уште не може да се направи некому без согласност. Сега за сега, не знам како ќе биде понатаму. Па добро, можеби има поврзаност, може да се спореди со самоубиство, но сепак е ова предавање одговорност на друг. Ти само подпишуваш. Ама што друг да те убие? Па Тоа е пак так, што е тоа? пак е по Јас се согласувам. кавичлук, мислам. На што се согласувам? Да ме убие некој? Да, безболно. Мислам дека Тоа е повеќе како од соглас. ветеринар, кој ќе ти каже дека кучето веќе не ти е добро, дека не го бива, дека најдобро решение е да го успие. Значи пак доаѓа немање вера дека постои душа, игнорирање на душата. И немање свест за ова, елементарна свест, дека болката носи многу добри плодови за душата. Но ако човек нема вера во вечниот живот и за него се сведува во сетилниот свет тука колку се, неколку децении живот, тогаш што ја губи смислата. Губи смислата и за него ако прекинат уживањата и удобствата телесни, прекинува и смислата на живот. И сега тука ние пак не што можеме да направиме? Тоа е слобода. Но не можеме да кажеме дека е оправдано и секогаш треба да гледаме кои се причините и да обрнуваме внимание на коренот. А тоа е тука тоа. Ова губење на смисла на животот и болката. Зашто има луѓе кои што и се декларираат како верници, ама толку се навикнати да ја избегнуваат и да се плашат од болката, што некако и таа евтаназија ми изгледа привлечна. Да, постојат тие борби. Постојат, гледате, така се пласира. Така се пласира. Исто како што се пласираше и абортусот. Па, гледате како е тоа, пласирано и озаконето. Ете, тоа е озаконето. Како вадање за му доаѓа сега во денешница. И тоа како? Демек до 3 месеци не е човек жив, а после 3 месеци, од 91-иот ден, 92-иот. Да. Ние сме гледале снимки, јас барем сум гледал снимки, што доктори ги покажувале како изгледа тоа, и тоа е страшно убиство. Па не е фер, а некој што не може да се брани. Оди таму, кај што може да се брани некој. Не убивај некого што не може. Така е, да. Отец Анаси, за жал току ни е времето. Јас искрено уживав во разговоров.
и се надевам дека и гледачите научија многу работи, исто како и јас од овие час и половина. Па ете, ве останува да ве поканам во следната сезона повторно да направиме уште една емисија, затоа што верувам дека имаме уште многу теми да... Благодарам за поканата, имаме уште многу и од овие теми ние само ги начнав. Да. Фала ви уште еднаш. Се гледаме во Марков манастир. Секако, да, добро дојденсте. Да, гледачи, тоа беше тоа. Ние се гледаме следната емисија. Поздрав.